За оние што сега се вклучуваат, добар ден, јас сум Ацо Кабранов, вие го следите отвореното студио на 1 ТВ. Во наредниве минути, како што најавив предходно, ќе се вклучиме во живо со линковски, ќе се вклучиме со колегата Антонио Крстевски за нешто повеќе од час и половина, негде од 17 часот, најавен е антивладиниот првиот антивладен протест на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМНЕ. Ке има промена на сообраќајниот режим во центарот на градот, ќе биде градот блокиран. Се надевам дека во 17 часот ќе имаме и дрон за да видиме како ќе се одвива сообраќајот под ваква блокада. Инаку ова е прв антивладен протест од ВМРО ДПМН најавија дека почнуваат од Скопје, а во наредниот период ќе имаат вакви протести во другите градови на државата. Дали режија, дали го имаме Антонио на линк? Еве да, го имаме Антонио. Еве јас најавив дека да. Се јавуваш од председиштето од Белата палата, од председиштето на ВМРО ДПМН, така? Токму така, Ацо, добар ден од председиштето на ВМРО ДПМН. Тука за најмногу час и половина ќе се соберат граѓаните кои што вечерва изразуваат револт од актуелното владење, односно од актуелната владеачка гарнитура во Република Македонија. Првиот антивладин протест организиран од страна на ВМРО ДПМН ќе се одржи вечерва со почеток во 17 часот, а планирано е луѓето кои што ќе се соберат тука да се упатат во правец на владата каде што би требало да заврши протестниот марш. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, исто така и генералниот секретар на партијата Игор Јанушев неколку дена поред истакнуваат дека во овој момент протестот се организира поради резултатите, односно нерезултатите кои што ги постигнува актуелната владеачка гарнитура и тоа што во ниту еден сегмент според нив Македонија не се движи напред. Како што кажав, протестот започнува во 17 часот, а предходно поддршка даде и Македонија блокира, односно организацијата која извесен период наназад протестира пред законодавниот дом против подпишување на договорот со Грција и почнување, односно отварање на процесот на уставни измени. Како што споменати, во текот на денешниот ден по 17 часот во центарот на градот ќе биде воспоставен посебен сообраќајен режим од страна на Министерството за внатрешни работи. Јас ќе прочитам само дел од соопштението кој што го испратија тие во кое што информираат јавноста дека од 17 часот поради закажаниот протест од страна на ВМРО ДПМН со релација на движење од плоштадот ВМРО по улицата Дамек Груев, Васил Главинов, преку булеварот ВМРО до булеварот Илинденска ќе заврши протестот и од тие причини се преземени низа мерки од страна на сообраќајната полиција во главниот град, со што ќе бидат затворени булеварите во централното градско подрачје со цел непречено да се одвива протестниот марш тука од седиштето на ВМРО ДПМН до владата на Република Македонија. Остануваме на терен. Следното вклучување ќе биде во 17 часот веднаш по почетокот на протестниот марш. Се надеваме дека ќе биде или од тука или во движење заедно со демонстрантите кои што го изразуваат револтот од актуелната владеачка гарнитура. Антонио, тоа значи дека центарот на градот негде околу 17 часот ќе биде буквално блокиран. Токму така е еден совет до граѓаните кои што планира. Да. Еден совет до граѓаните кои што планираат во тој момент да поминуваат во централното градско подрачје, да се обидат да го избегнат, затоа што ќе биде блокирано целото централно градско подрачје, како што претходно споменав, булеварите кои што се главните артерии на движење на граѓаните, особено во метежот кој што е од 16 часот па натака. Па да, околу 17 часот е и најголемиот метеж кога, впрочем, завршува и работното време, но како што најавив предходно, ќе имаме во 17 и директно вклучување
Антонио ќе го вклучиме повторно и ќе се обидеме и со дрон да видиме како ќе изгледа тој, дали ќе има метеж, како ќе се одвива сообраќајот. Толку за овој антивладин протест за сега. И следниве минути предлагам да одиме со политика, да видиме што е најново од светот. Има две деновиве актуелни невралгични точки. Едната е судирот меѓу Русија и Украина и другото е она што се случува на Косово со введување на царина од страна на Приштина за српските производи и што дојде после. Ја би рекол дека се хронични невралгични точки, овие две некако се лекуваат, ама никако да се залечат. Колегата Дејан Андоновиќ, знаете, тој го следи светот, што се случува, што е најинтересно. Има најнови случувања на потекот во Азовскиот канал таму. Точно, меѓу Москва и Киев, практично таму се зголемуваат и реториката политичка и тензиите. Оно што е последно, пред да влезам во студиото, е прв пат по инцидентот од пред 2 дена, денеска се огласи Владимир Путин, рускиот председател, кој изјави дека инцидентот кој се направи со украинските воени бродови во руските територијални води имало за цел Украина и Петро Порошенко да воведат военна состојба во Украина за да имаат аргумент да не се одржат предстојните председателски избори на кои според анкетите Петро Порошенко има катастрофален рейтинг, па со тоа сака преку таа воена состојба да го подигне малку рейтингот, но и во исто време да влезе во оној предизборен процес каде што ќе бидат принудени да ги одложат тие председателски избори, бидејќи доколку влезе во овие председателски избори, според анкетите тој сигурно ќе загуби и ќе загуби председателската функција. Тоа е оно што е последно. Инаку трите борбени бродови на Украина, руската морнарица се уште ги држи. Тука и морнарите се заробени. 24 морнари се заробени, тие нема да имаат третман на воени заробеници, што значи дека нема да бидат предмет на преговори и тие нема да бидат пуштени во Украина, туку ќе си ослужат казна, затворска казна во Русија поради повредување на рускиот суверенитет. А има ли наговестување дека оваа тензија може да спласне и некако да се постигне договор? Ацо, до влегувањето во ова студио има наговестување дека таа тек допрва ќе расне, можеби нема да има директни воени судири, но има страшно воинствена реторика. Петро Порошенко денеска Тоа е председателот на Украина, кој што тој денеска рече дека украинската оваа криза му одговара него. И на него и на Путин, мисля, че јас тоа веќе го кажав. Двајцата имаат паѓачки рейтинг, а имаат предстојни председателски избори за да ги подигнат своите, нели, тоа сме го гледале и овде кај се. Најдобро е малку тензија. Воената состојба. Петро Порошенко денеска излезе и рече дека украинската армија е подготвена и дека ќе се справи со руската интервенција, односно рускиот напад кој го очекува и дека очекува од американските пријатели, токму со тие зборови, да помогнат во конечниот пораз на руската армија. Чинам дека имаме и прилог за тоа. Да, можеме да го видиме прилогот на Ивана од Деск, каде што ги апдейтува последните информации. Во 27 украински региони кои се сметаат за најизложени на евентуален напад, стапи во сила 30-дневната воена состојба, а украинскиот председател Порошенко предупреди на можна општа војна со Русија. Мораме да бидеме подготвени за руска агресија. Да ме прашавте во 2014 дали е теоретски можно Русија незаконски да го анектира Крим во војска, ќе речев не. Постојат црвени линии, меѓународно право. Да ме прашавте дали е можно Русија да изврши агресија на истокот во Донбас, ќе речев дека е невозможно. Ова е трета фаза, агресија на море и можен морски напад врз Мариупол, Бердјанск и Азовскиот брег на Украина. Западни медиуми јавуваат дека рускиот миноловец вице-адмирал Захарин тргнал од Црно кон Азовско море и треба да помине низ Керченскиот теснец, каде што се случи запленувањето на трите украински воени бродови. Истовремено, трите постоечки противавионски ракетни системи на Крим Москва ги дополнува со уште еден С-400. Порошенко изјави дека барал телефонски разговор со рускиот колега Путин, но не добил одговор, па ја замолил германската канцеларка Меркел да ургира Русија да ги ослободи заробените морнари, а американскиот председател Трамп да му пренесе порака на самитот на Г20. Мојата порака гласи: ве молам излезете од Украина, господине Путин. Додека Трамп размислува да ја откаже средбата со Путин во Аргентина, Стејт департментот се залага за зголемен притисок врз Москва и апелира до сојузниците во Европа да се приклучат, но Европската унија засега не успеа да донесе едногласна одлука за нови санкции против Русија.
Прашањето повторно ќе биде ставено на дневен ред на заседанието на Советот за надворешни работи и на самитот на Европската унија наредниот месец. Ацо, од прилогот можевме да видиме дека и едно од последните случувања кои утринава се случи е трупањето на најмодерните руски противракетни системи ЕСА-400, тие легендарни, ние не ги знаеме карактеристиките као новинари. Подобро и да не ги знаеме. Да, но се многу софистицирани, се сметат како едни од најдобри за кои другата оваа страна западна нема одговор сега за сега. Русија ги инсталираше на Крим, што само дополнително ги влоши и ги подигна тензиите, но овој пат веројатно им брцна и прст у око на НАТО силите кои не име се едно кога гледаат таква софистицирана опрема. Инаку Вашингтон не се меша, само од страна гледа. Сега за сега Вашингтон е внимателен. Овој руско-украински студии. Вашингтон е внимателен, но по распоредувањето на ЕСА-400 веројатно ќе мора да реагира, ако ништо барем онака ради престиж, бидејќи Украина ја сметат као една земја членка на НАТО и даваат поддршка. Од кога почна кризата, Советот за безбедност на Обединетите нации не успеа да се состане, да расправа, а НАТО членките неформално веќе се состана и дадоа поддршка на Украина. Но сепак они не можат отворено да влезат против Русија, но се најавуваат и определени дополнителни санкции кон Москва доколку се обистинат обвинувањата на Украина дека Русија вистински трупа воени трупи долж копнената граница со Крим, со Украина, но и долж поморската граница. Чудно, американскиот председател Трамп не твитна или не даде некоја изјава околу ова, он обично коментира. Јас морам да признам, да приметам дека секогаш кога Путин прави некои радикални чекори геостратешки, твитерот на Трамп некако не функционира. Е одложен или можеби на Фејсбук се обратил, а ние не го имаме. Или може пиар стратезите го советуваат да не, дека е рано да се вмешува или да коментира. Многу е чуден тајмингот на целата оваа провокација. Они се обвинуваат едни со други. Украина и Русија. Да, Украина ја обвинува Русија дека намерно ги запленила бродовите. Русија ја обвинува Украина дека намерно подига тензии и провокации за да дојде до некој мал конфликт кај што ќе биде прикажан на Москва дека ете има аспирации кон Украина. Во секој случај интересен е тајмингот, зима е, тамо е зима, ние знаеме по историјата дека и кога Наполеоновите војски се бореле и нацистите секогаш лошо поминувале. Кој да се борел, на крај останувало дека Русија и Украина ќе останат, ќе има многу жртви. Се надевам дека меѓународната заедница, уште тоа сакам да кажам, еден од посредниците веројатно ќе биде Ангела Меркел, односно Германија, која има големо влијание врз Украина. Денеска Владимир Путин разговарал со Меркел, каде што од неа побарал да посредува за да не ги стиша малку, да ги спушти страстите на Киев. Ќе видиме наредните денови ќе се развива. Ќе го следиме овој судир во Азовскиот канал меѓу Русија и Украина. Тој не е многу далеко од кај нас. Ајде сега да одиме малку со блиското соседство, односно со Косово. Таму веќе неколку дена исто тензиите растат. По непримањето на Косово во Интерпол, Приштина одговори према Белград со воведување на 100% на царина за српските производи. Што ги подигна многу цените на... Ги подигна во Косовска Митровица веќе е тензично. Тензично е неколку дена, а дополнителна тензија предизвика онај упад на косовските специјални полициски сили РОСУ, кои баш во тој миг проценија дека треба да се уапсат 4 осомничени косовски срби, инаку припадници на полицијата на Косово, вмешани во наводно вмешани на Оливер Ивановиќ, што дополнително ги подигна тензиите во Косово, особено во Митровица, кој нели е поделен град. Денеска имаше протести. Денеска имаше протести во Митровица кои србите протестираат. Србите протестираат веќе неколку дена, бараат за царината да се намали царина. Затоа што тие купуваат српски производи, впрочем цело Косово купува производи. Цело Косово, извозот на Србија е поголем него извозот на Косово. Косово увезува од Србија, не извезува. Денеска, односно изминатите 24 часа, 4 српски општини каде што има градоначалници,
поднесоа оставка, изјавија дека не планираат веќе да имаат комуникација со централната власт во Приштина, а поддршка на нив им дадоа и градоначалниците Срби на општините од Јужно Косово, но тие не поднесоа оставки. Значи, овие северно од Ибар, кои се кон Србија горе, поднесоа и оставки. Веројатно Белград ги координира и така. И веројатно некоја меѓупартиска работа, пошто овие јужно што се подоле, општини, тие само дадоа поддршка дека нема да соработуваат со властите во Приштина, но не поднесоа оставка. Во секој случај таму има една огромна тензија, особено што она што е интересно е што и Соединетите Американски држави пред некој ден ги повика и Албанија, ја повика Приштина да ги укине синат санкциите, на што Харадинај као премиер од позиција на премиер повтори дека додека Србија не го признае независно Косово, царините ќе бидат 100%. Така да уште еден интересен податок, Приштина им се спротивставува на својот регионален ментор и на својот светски ментор. Ќе видиме како ќе излезе таму работа. Ако го истегнат повеќе за уши, мислам дека да, веројатно А Вучич каде е у ситуацијава кјути или и координира? Вучич е повлечен, морам да признам. Повлечен е, но действува сигурно преку неговите. Па веројатно сега тие проценки безбедносни дипломатски. Тој им даде поддршка на србите на Косово. Меѓутоа таа е декларативна поддршка. Дури најавуваше и дека ќе биде представник од владата во Белград, ќе оди да ги посети, но изминативе денови таква посета не беше реализирана. Од некој разлог. Дали беше советуван од меѓународната заедница да не... Веројатно, Брисел тука интервенирал сигурно, или? Па Брисел, сепак, знаеш, Ацо, косовското прашање сепак може да го реши само Вашингтон. Брисел некако има различни... американците, да, има некој различен пристап, а и има и самиот проблеми со Брекзитот, со некои внатрешни... Имаат своји проблеми Европската и влегуваат во еден изборен циклус и веројатно главното тежиште сепак на крај ќе го имаат Соединетите Американски држави. Првата опомена Приштина ја доби со тоа да ги симне. Да, тоа беше барење, но ќе чекаме да видиме косовскиот претседател Хашем Тачи, кој се наоѓа во посета на Соединетите Американски држави, со какви пораки ќе се врати од таму. Дали на поддршка или на стишување на страстите. Добро, ако е тоа се што имаш да кажеш, сега за сега е така, ти ги следиш секој ден овие и дескот на Еден ТВ. Со помош на дескот на Еден ТВ ги следи на самите се она што е интересно што се случува во светот. И сега ја предлагам во наредниве минути малку од политика да се релаксираме, да одиме со една мини репортажа за успешен семеен бизнис, односно производство на мед. Каде го пласирате медот? Медот го пласираме на македонскиот пазар, имаме извоз во Црна Гора и Косово, а преговараме веќе интензивно да имаме извоз за Дубај и Индија наскоро. Да, ето, значи дека нашиот мед е квалитетен. Па нашиот мед важи за еден од најквалитетните моментално. Добро. Што значи ствари медот? Медот значи продолжувач на животот, тоа е течно злато кој е собрано од природата, од сите билки што се наоѓаат во природата. Колку производи имате изработени од мед? Напредок пчеларство има неколку производи. Тоа е Royal Витот, се состои од кристализиран мед и цветен матична млеч. Се користи кристализиран мед поради хомогенизација на состојките. Го имаме како производ Royal Флород, кој се состои од кристализиран мед, матична млеч и цветен прав. Royal Флород го подобрува имунолошкиот систем и делува позитивно на нервниот систем. Имаме мед пакување од 20 грама и 15 грама, кој е наменет за кафичи, ресторани и хотели.
мед од 450 грама и мед од 900 грама и од 1 килограм, тоа е во тегла, кој може да се најде по маркетите во Република Македонија. Имаме млеч. Млечот всушност представува храна која собираат пчелите за матицата. Млечот делува многу позитивно на нервниот систем, така што придонесува за целосна смиреност на организмот. Цветниот прав, тоа е всушност биостимулатор и обновува енергијата, го балансира метаболизмот, го забавува старењето, делува при заболување на крвотокот. На проширена простата ја засилува мозочната активност и го подобрува видот. Направо пчеларство постои од 1954 година. Значи, нашата фирма се занимава со производство и откуп и пакување на мед. Ќе почнеме на кратки црти за пакувањето, процесот на медот. Значи, ние го купуваме медот од индивидуални пчелари, кој ни доаѓа во кристализирана состојба, па натаму оди во декристализација, каде што се растопува медот. Процес, значи кој ќе заврши процес. Колку произведувате месечно? Месечно произведуваме од 5 до 6 тони мед. Значи кој ќе заврши процес на декристализација, ние го пакуваме кога ќе заврши процесот на декристализација, значи медот растопен оди на филтрирање, каде што се филтрира нели од нечистоти, од саќе, од восок, така натаму. Од филтрација, значи се наменува за пакување, зависи за која намена се, за тегли, дали за 20 грама, дали за... Кој е категоризацијата на медот? Вака, ние го категоризираме медот, значи на цветен, шумски и багрем. Кој е најдобар? Според мене багремовиот мед е најдобар. Го следите Отвореното студио со мене Ацо Кабранов. Во наредниве минути ќе предлагам да ја слушнеме временската прогноза со нашиот Славчо Поповски. Денеска е прв така баш да речем ден кој наликува на зима, на почеток на зима. Славчо Поповски има прогнозата како ќе биде времето денес до крајот на денот. Ќе има ли снег, каде ќе има, па да ја видиме.
Почитувани гледачи, добар ден. Вие ја следите временската прогноза на Еден ТВ. Под влијание на студена воздушна маса од северните и североисточните предели на европскиот континент, денеска на Балканскиот полуостров, посебно во централните предели, ќе има локални врнежи од снег, а ќе се формира и снежна покривка и во некои од градовите. Додека во северозападна Европа ќе има локални врнежи претежно од дожд. Да ги погледнеме и температурите кои се очекуваат за денес низ градови во Европа и Балканот. Во Берлин очекуваме максимални дневни температури само до 2 степени, значително потопло во Париз до 12 и Лондон до 15 степени, во Брисел до 11 и Амстердам до 9 степени, врнежливо време. Во Љубљана денеска очекуваме максимални дневни температури до 5 степени, во Загреб 4 степени, Белград 1, Сараево 0 степени и Софија минус 1 степен, врнежи од снег во овие градови. Во Македонија до крајот на денов ќе имаме претежно облачно време со локални врнежи од дожд на пониските и снег на повисоките места и на планините. Ќе дува и засилен ветер од северен правец, додека поради значителниот пад на температурите кон крајот на денот и во вечерните часови локални, но послаби врнежи од снег ќе има и на пониските места. Дува, значи, како што кажав, ни засилен ветер од северен правец, кој ќе услови значително паѓање на температурите, па доколку излегувате со себе задолжително да си понесете и топла облека. Да ги погледнеме и температурите кои се очекуваат по градови низ Македонија за денес. Во Скопје и во Битола очекуваме максимални дневни температури до 7 степени, во Прилеп и во Тетово, како и во Гостивар, очекуваме максимални дневни температури за денес до 6 степени. Во Гевгелија очекуваме температури максимални за денес до 11 степени, потоа во Штип очекуваме максимални 7, како и во Велес, Струмица до 9 и во Струга до 8 степени. Во следните денови, под влијание на северно воздушна струја, односно студен воздух од североисточна Европа, ќе биде доста студено, особено во четврток и петок наутро, кога минималните температури ќе се спуштаат во интервалот од минус 5 до 3 во четврток, а најстудено ќе биде во петок наутро, кога минималните температури ќе се спуштаат во интервалот од минус 10 до минус 1 степен, додека максималните дневни ќе се искачуваат во интервалот од минус 2 до 7 во четврток и од 0 до 7 во петок. За време на викендот ќе имаме мал пораст на температурите на воздухот, а времето ќе биде сончево со умерена облачност, особено во сабота, кога ќе имаме локално и позначителна облачност, а има услови за слаб локален дожд и снег на планините. Во сабота максимумот на температурата ќе се искачува во интервалот од 4 до 10, додека минимумот од минус 6 до 1 степен. Почитувани гледачи, толку од временската прогноза, останете со нас и имајте пријатен ден.